Ова е емисијата 360 степени. Добро вечер. Еве кои теми ги третираме вечерва. Половина година е забранет увозот на снус во земјава, а продавниците и понатаму се добро снабдени со контроверзните никотински кесички. Нашето истражување на терен покажа дека и децата немаат проблем да дојдат до се попопуларниот производ. Дали некаде те праша колку години имаш? Не. На тема снус разговор со токсикологот Чибишев. Треба да се дава под контрола на стручно лице и да се продава под строга контрола. Не може вие да пуштите ваков производ да се продава у трафик. Се вративме во Жировница за да провериме дали владините мерки за одвраќање на мечките даваат резултат. Иде ноќи, ради реда со петарде, пао и ништо намегда. Мечките си шетаат, си уживаат и селово. Денес мостот за чија стабилност јавноста има оскудни информации е во иста состојба. Секој ден поминуваме тука, нема никакви потреси, нема ништо. Не верувам дека ќе паднат. Да, мислам дека не е безбедно. Врвиме, ама не мислам дека не е безбедно. Почнуваме. Популарното име снус, а всушност станува збор за никотински кесички. Оригинално наводно измислени како производ за одвикнување од пушење, никотинските кесички се најпопуларни кај тинејџерите, како алтернатива на цигарите. А некои од нив содржат и 13 пати повеќе никотин отколку што има во една цигара. Се продаваат во опакувања како за бомбони, изгледаат шарено и модерно и иако на декларацијата пишува дека не се за малолетници, во земјава многу лесно до нив доаѓаат и деца. Нашите проверки на терен открија и други проблематични аспекти. Например, дека таков производ не препознава нашата законска регулатива и дека поради тоа и не можел легално да се најде на пазарот. Некој во меѓувреме го сватил тоа и го стопирал увозот. Но, ќе дознаете од Зоран Јовановски. Половина година е забранет увозот на снус во земјава, а продавниците и понатаму се добро снабдени со контроверзните никотински кесички. Нашето истражување на терен покажа дека и децата немаат проблем да дојдат до се популарниот производ. Дали некаде те праша колку години имаш? Не. А тоа што вие го кажувате дека го користат млади луѓе од 12, 13 до 15, 16 години, тие практички со употребата стануваат зависници. Да е парадоксот поголем, снузот бил увезуван како тутунски производ се до моментот додека на надлежните не им станало јасно дека тој не содржи тутун. Тоа значи дека воопшто не смел ниту да почне неговиот увоз. Како е сето ова можно? Ова се никотински кесички, кои популарно се наречени снус. Пред се, наменети се за пушачи кои сакаат да се одвикнат од цигари или за пушачи кои имаат потреба од никотин, но во моментот се на место на кое е забрането да се запали цигара. Никотинскиот прашок се конзумира така што кесичката се става во устата, меѓу устната и непцето. Проверивме колку е лесно достапен овој производ, во какво пакување и дали има соодветна декларација со потребните информации и предупредувања. Добар ден. Снус дали имате? Не. Добар ден. Снус дали имате? Не, немам. Снус дали имате? Нема? Ама треба да се тие. Да, тоа е. А ако си пратам деца да ми купат, ки им дадете? Добар ден. Снус дали имате? Ама тука и деца ви купуваат. Се покажа дека популарниот снус е релативно лесно достапен. Го има во секоја втора трафика или дуќан. По вкупно 5 обиди, снус успеавме да најдеме на 2 продажни места. И двете се со силно изразен мирис на ментол. Ова пакување не чинеше 300 денари, а ова 320 денари. На пакувањето има декларација со многу ситни букви. Се предупредува дека производот содржи никотин кој предизвикува зависност и е штетен по здравјето, дека е забранет за малолетници, дека не содржи тутун, дека не смее да се жвака или голтне, а ако се случи тоа, пишува, треба да се повика центар за отрови. Проверивме дали производот со вакви предупредувања и со забрана за продажба на малолетници сепак го продаваат на деца. Ова момче е деветоодделенец и има 14 години. Со дозвола од неговите родители и со заштитен идентитет тргна да пазари снус. Имате снус? Ајдете ми од тој
Славя, да. 30. Верно. Рој снус. Продавачката беше презафатена со телефонски разговор, а момчето само се послужи со снус, поставен на самата каса. Има за снус. Снус. Да. Дали некаде те праша колку години имаш? Не. Никотинските кесички во Македонија се достапни веќе неколку години и веднаш станале популарни кај средношколците, па и кај основците. Ана Попризова, која е психолог во средно училиште, направила дискусија со ученици од прва и трета година на темата снус. По некои нивни проценки дека околу 10% од учениците, мислам од популацијата, нели, од младите ја конзумираат или имаат искуство со нејза, дека цената се движи околу 300 до 400 денари, дека може да се купи во трафиките во нашиот град, не во маркетите, и дека некои ги набавуваат и во странство, особено Србија беше спомната, па тука ги препродаваат. Учениците кажале дека никотинските кесички се привлечни за младите, меѓу другото, бидејќи се нешто ново, невообичаено и модерно. Кажале и дека ги користат спортисти за да го намалат стресот пред надпревари. Попризова смета дека треба јавно да се зборува на оваа тема, зашто кај младите се зголемува интересот кога се пристапува со забрана. Тие заради врсничките групи во кои што сакаат да припаѓаат, заради тоа што е модерно нешто, заради тоа што се зборува за нешто, заради тоа што некогаш се под стрес, се анксиозни, се депресивни, не може да се справат, не може да побараат помош или не знаат да побараат помош, прибегнуваат кон вакви облици на, ние ги нарекуваме ризично однесување, значи користење, конзумирање на алкохол, дрога, еве сега и на ваква супстанца која што верувам и од незнаење, а и ради мода и ради врснички притисок се прави. Дека никотинот е штетен, особено за децата, е одамна прифатен научен факт. Но проблемот со присуството на снус во македонските продавници е проблематичен и од друг аспект. Според законот за тутун, производи од тутун и сродни производи се цигари, електронски цигари, пури, цигари лоси, тутун за различни начини на конзумирање и други производи. Никотински кесички не се спомнуваат. Тогаш како овој производ, кој стана популарен кај младите, а ги загрижи родителите и наставниците, е увезен во земјава и како е регулирана неговата продажба? Прашање им поставивме на Министерствата за економија и за земјоделство, како и на Царинската управа. Од царина не информираа дека увозот на никотински вреќички е регулиран со издадена дозвола во ЕКСИМ системот, едношалтерски систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки, која досега ја издавал Државниот инспекторат за земјоделство. Од Министерството за економија пак подиректно го вперија прстот кон Министерството за земјоделство. Од економија ни пишаа дека следејќи го опфатот на содржината на тутунски и сродни производи, опфатени со законот за тутун, Министерството за економија досега нема издадено решение за марка на производот снус, кесичка со никотин за џвакање. Не упатија одговори да бараме во Министерството за земјоделство. Од Министерството за земјоделство, поточно од Државниот инспекторат за земјоделство, добивме писмен одговор кој во себе содржи контрадикција. Од институцијата прво образложуваат дека никотинските кесички не се опфатени со законот за тутун и дека не се во нивна надлежност. Но веќе во следниот параграф потврдуваа дека тие дале дозвола за увоз, која потоа прекинале пред половина година. Производот според подтарифната ознака е распределен на И-005, дозвола која е во надлежност на Државниот инспекторат за земјоделство. Меѓутоа, во април 2023 година доставен е допис до Царинската управа со кој ја извести дека по поднесените барања за И-005 дозвола во ЕКСИМ системот нема да постапи од причини што не постои законски основ за постапување, при што поднесените барања за увоз на овој производ се одбиени. Кој во Државниот инспекторат и зошто дозволил увоз на снус во земјава, ако производот не е во нивна надлежност? Кои се причините што нагло е запрен увозот на производот?
И како во трафиките има снус и половина година откако не е можен негов легален увоз во земјава. Ова се само дел од прашањата на кои ќе продолжиме да бараме одговори. Да, ќе продолжиме да трагаме по одговорите на овие прашања. Во меѓувреме, подетално, што значи за организмот и за здравјето на еден млад човек употребата на никотинските кесички и каква е лекарската препорака? Од разговорот на Зоран Јовановски со професорот Андон Чибишев, клинички токсиколог. Професоре, колку вам на докторите на клиниката за токсикологија ви се познати информации за достапноста и содржината на никотинските кесички или популарно наречени снус? Видите, ние ја пратиме проблематиката посебно во делот на хемикалии кои што може да предизвикаат труење кај човечкиот организам, така да имаме можда не многу, меѓутоа имаме доволно информации, повеќе од медиумите и од достапна литература во кое што знаеме за каква субстанца се работи, знаеме дека веќе ја има кај нас на пазарот, значи дистрибуирана е, се продава и знаеме дека различни возрасти на индивидуи ја купуваат и ја користат, значи возрасти од 12 години па нагоре ја купуваат и ја користат. Какво е влијанието на овие никотински кесички врз здравјето со оглед на тоа што содржат многу висока концентрација никотин? Прво би сакал да расчистиме една работа, значи не се работи за преработка од тутун. Значи тутунски производ. Ова не е тутунски производ, туку се работи за чист никотин кој што е спакуван во една кесичка. Тој внесен во организмот има афинитет кон различни органи во човечкиот организам. Знаеме дека чадот од цигарите неповолно делува практички на целиот организам, првенствено на респираторниот систем, на респираторните патишта, на кардиоваскуларниот систем, на срцето, на крвните садови. Подолготрајна употреба може дури и локално да предизвика одредени промени кои што можат да бидат и текако комплицирани. Меѓутоа, тука се работи за внесување на чист никотин директно во циркулација. И тој исто така си има афинитет кој ќе биде внесен во организмот и претежно таргет органи или органски системи му се централниот нервен систем и срцето. И одредено негативно штетно дејство има на дигестивниот систем. И тука се најчесто симптомите кои што ги предизвикува посебно кај помладата популација, кај индивидуи до 20 годишна возраст. Да, тоа сакав и следно да ве прашам. Какво е влијанието посебно врз тинејџерите? Значи, млад организам. Сакам да нагласам дека влијанието на оваа хемикалија, која е практички чист никотин, е многу неповолна баш кај оваа возраст, до 18 или 20 години, еве да кажеме, затоа што прво употребувана подолго време може да влијае на нивниот физички па и ментален развој. Има многу неповолно дејство на централниот нервен систем, го смалува можноста за правилно размислување и правилно расудување. Влијае на меморијата, значи ја намалува способноста за памтење и нормално заради тоа го пореметува процесот на учење. Тоа се возрасти кога, нели, да младите се школуваат и треба да учат и да го научат тоа што им е дадено како материја да го совладаат. Често пати се жалат на главоболки, на вртоглавици, па се изложени заради вртоглавица на одредени несакани повреди. Знаете, кога ќе се јави вртоглавица, може да изгубиш равнотежа, да паднеш и да се повредиш. Ќе се пореметува сонот, значи не спијат доволно, се пореметува видот, се пореметува апетитот, значи многу последици остава посебно кај младата популација. Значи, ако знаеме дека една ваква кесичка има и 13 пати повеќе никотин од една цигара, тогаш овие симптоми би биле и многу поизразени, може да се заклучи? Апсолутно дека може така. Тоа е заклучокот, затоа што внесуваме одеднаш за кратко време голема концентрација на никотин во организмот и организмот не може да се справи со внесената количина на никотин, односно нема таков капацитет и способност
тоа брзо да го детоксицира. И посебно кај младите, вака внесување од никотин може за многу кратко време, односно пократко време од вообичаено, да доведе до зависност од никотинот, затоа што се внесува голема количина за кратко време. А всушност и употребата заради која што се пуштени во продажба, односно се официализирани овие производи кај нас, се наменети за пушачи кои што сакаат да се откажат од пушење, затоа што тука, знаете, имаме измешана психичка, психолошка зависност, делумно физичка зависност, која што со овие кесички на некој начин малку ќе се прекинат некои врски од овие зависности и некои луѓе, ете, имам читано исповеди дека успеале да се откажат од пушење цигари, употребувајќи го овој производ. Но кога не пушач го употребува овој производ? Кога не пушач го употребува, има големи шанси да стане зависник од никотин. Не пушач, туку зависник од никотин. И знаете, постојано тоа да го зимаш е малце непријатно, затоа што внесено во устата предизвикува едно непријатно чувство во устата. Така го опишуваат луѓето што го пробале, ја не сум го пробал. Меѓутоа е непријатно чувството и потоа, знаете, кој ќе стане зависник од никотин, полесна варијанта ќе биде пушењето цигари и затоа, знаете, и многу млади со многу малку години почнуваат да пушат, ги гледаме како пушат цигари. Доаѓа до еден обратен процес. Точно, практички тоа што се употребува за одвикнување од пушење кај пушачите, кај непушачите ќе предизвика зависност која понатаму ќе се манифестира со секојдневна потреба, неодолива потреба за внесување никотин. Дали се преку пушење или повторно со кесичка, тоа ќе си процени тој што тоа го употребува. Доктор, уште кажете ми, што би била вашата препорака како доктор за начинот на продажба и консумирање на овие никотински кесички? Мојата препорака и апел е прво до надлежните институции Република Македонија темелно да го испитаат внесувањето на овој производ во државата, под кои услови се внесува, дали има соодветни напатствија како се употребува, дали има соодветни пропишени протоколи како се употребува. И што е најважно, да се воведат мерки со кои што ќе се ограничи продажбата на овој производ на лица кои што се на одредена возраст. Значи, ограничено е, вели 18+, не е за малолетници, но нашето истражување покажа дека и на деца го продаваат во секоја трафика. Имено тоа сакав да го потенцирам, дека моментално во нашава држава само покажи пари и што сакаш ќе ти продадат. Не е битно ни колку години имаш, ни кој си, ни кај потекнуваш, само покажи пари ќе ти продадат. Имено тоа сакав да го потенцирам, дека државните институции подитно мора овој производ посериозно да го проанализираат и посериозно да воведат одредени мерки со кои што ќе ги заштитат одредени делови на популацијата од злоупотреба и од несакани последици. Конзумирањето под контрола на стручно лице, може би во аптека да се продава, што сметате за тоа? Видите, мене ако ме прашувате, сметам дека не треба да се продава. Ако мене ме прашувате како клинички токсиколог, сметам дека не треба да се продава, меѓутоа тоа е производ кој што и имам информации дека низ цел свет се продава, иако во државите на Европска унија мислам дека во одреден број е забранет. Меѓутоа, за тоа сигурно дека имаме институции кои што ние ги плаќаме и тие треба да проценат дали кај нас треба да се увезет и да се продава, да се дистрибуира во трговска мрежа таков препарат или не треба. Меѓутоа, и ако се увезе, и ако се продава, ако се дистрибуира, тогаш мислам дека контролата треба да биде ригорозна, затоа што се работи за супстанца која може да доведе до пореметување на здравјето кај луѓето. И уште кратко, што ако се проголта ваква кесичка? Вели повикајте служба за отрови. Апсолутно, служба за отрови, апсолутно што побрзо, без губење време на клиника за токсикологија, каде што има обучени, едуцирани кадри кои што ќе знаат да се справат со тоа. Она што е прва помош во такви ситуации, ако може на некој начин да се отстрани кесичката, значи со евентуално, ако е тоа кратко време поминато од која е голтната, затоа што таа многу брзо во контакт со влажните слузокожи ќе се раствори и ќе
медицински јаглен, неколку таблети и што поитно и побрзо клиника за токсикологија. Да се надевам дека нема да се соочите со таков случај. И ви благодарам за разговорот. И јас се надевам дека нема да се соочиме и се надевам дека во иднина ќе зборуваме за некои попозитивни теми и јас ви благодарам што ете ми дававте можност да информираме јавноста за овој производ кој што е така на некој начин создава проблеми во јавноста. Ви благодарам. И вам ви благодарам. Првиот човек на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски уверува дека кога ќе се направат калкулациите за цените, ќе се смета дека цевките работат, дури и тоа да не биде случај. Они го направиле, не го направиле, ние ќе сметаме во нашите калкулации дека 60 до 70% се добива топлина од тето по цена која што е далеку пониска од цената на топланите и на тој начин граѓаните нема да бидат оштетени. Мотивиран од успехот на манифестацијата Тиквешки гроздове, открива колку е тешко да се организираат артистите кои ќе настапат. Што критериуми ќе поставиш за 10 евра? Да биде тендер за да пее некој уминич. И како ќе напишеш? Тендер да пее Лепа Брена. Или еквивалентно на неа. Саботажа. Владата задолжи неколку институции да најдат локации низ земјава каде може да се преселат кафеави мечки од Маврово, откако животното се намножи и почна да се спушта похрана во населените места во регионот. Истовремено ќе се формираат и тимови што ќе ја вршат преселбата, бидејќи такви нема во моментов. Овие чекори на власта доаѓаат половина месец по првичните мерки кои требаше да почнат да ги одвраќаат мечките од спуштање по селата во Мавровскиот крај. Нашиот Хекура на Кифи се врати во Жировница за да провери дали досегашните мерки даваат резултат и што мислат за тоа мештаните. Владата пред 2 недели ги донесе првите мерки за да ги спречи се почестите посети на мечки во населените места во Националниот парк Маврово. 360 степени се врати во Жировница за да праша дали одлуката донесе промена. Апсолутно си продолжија мечките, односно дивината, да шетаат по село. Соседи ни направи веќе мечкеве. Си шетаат честно и поштено. Локалните институции се резервирани за коментар. Во Скопје пак поинаку гледат на работите. Верувам дека многу брзо ќе се видат ефектите. Со тоа што го задржуваме правото да предложиме и неколку други мерки. Кои владини мерки почна да се применуваат, кои допрва треба да почнат и дали и кога може да се очекува значително подобрување. Чистење на дивите депони и оградување на легалните. Ова беа две од повеќе мерки кои ги поддржа владата на седницата одржана на 3 октомври за мечките да се одвикнат да доаѓаат во населените места во Маврово. Местото за одлагање на комунален отпад во Жировница е на самиот влез на селото. За разлика од неодамнешните видеа од ова место, се чини дека е испочитувана мерката за почесто чистење на депониите. Делумно е исполнета мерката контењерите да се затворат со безбедносна ограда. Вработените во комуналното претпријатие ги испразнија контењерите токму кога влеговме во селото, а ги чека другите колеги кои со помали возила го собират сметот внатре во селото. Во горното мало на Жировница не пречека Ариф Салију. Се видовме и пред 2 недели, кога ни раскажуваше за блиската средба со мечката во дворот на неговата куќа. Го прашавме дали има разлика по носењето на владините мерки. Па по мое сега овие 5-6 дена е подсмирена работа. Не слушам да реагираат куќињата и ми се чини дека е мало посмирено, но долу кај контењерите ја виделе на 2-3 наврати некоја голема мечка, таа машката веројатно. Али е посмирено. Во долното мало на Жировница, кое е поблиско до местото за одлагање на комунален отпад, искуството е различно. Поранешниот директор на основното училиште и жител на селото, Режеп Реджепи, смета дека мерките се само на хартија. Значи, и покрај настојањето на местната заедница, па да кажем и општината, сепак тие мерки не даваат резултати,
а не даваат резултати, бидејќи апсолутно не соодветствуваат со реалноста. Реалноста е сосема друго, што никој нема да ги имплементира. Ова е само една фарса. Лага. Само се купува време, ја уште првите состаноци не одев на состаноци. Зошто? Затоа што нема никакви решенија. Луѓето кои што се задолжени, образовани, платени, не си ја вршат работата. Соседот на Реджеп, Вајд, вели дека мечките секоја вечер се во нивното мало. Тој бара животните да се дислоцираат некаде каде што нема население. Ништо да се преземаат некои мечки или да се земаат мечките, да се преселат негде кај што нема население, кај што нема луѓе, стока или да го здалемат. Ова као Африка стана. По моје ја така го размислам. И став има и председателот на местната заедница во село Жировница, Аднан Салију, и тој мисли дека ништо нема да се смени, се додека мечките не се преселат. Мислам дека од тие мерки ништо нема ефект. Имаше 2 акции изведени од страна на Национален парк со ренџерите, со помош на исто се вклучија друштвото на ловџи, испука неколку пати во ВИС за да ги исплашат мечките. Мислам дека ефект нема да има од тоа. Салију упати уште еден апел до институциите. Мерки ги предложија, ама не гледам дека излезе нешто на терен за да почне да се реализира мерки. Само 2 пати акција што се изврши од страна на Национален парк и толку. Немаме ние, не гледам други мерки, ниту некој се јавил за да бара мислење од нас или да не знам, да не охрабри некако да каже дека еве почнуваме со 2, 3 мерка, апсолутно некако замрено све. Дали има промена во меѓувреме, ги прашавме и двете повозрасни жителки на Жировница, кои при нашата последна посета побара политичарите повеќе да не барат гласови во селото, ако сега не им помогнат. Не се дојде ни еден да рече чеки луѓе како живеат, мечките си шетаат, си уживаат и селово. Еве сега 3 нима телето му влегла мечката, па греота и тој од теја живота. Да му јаде теле онда е 150 кила. Утре дете ќе изеде, тико ќе немаат веќе што да јаде деца ќе. И нами ќе не луѓе стари. Не, ништо не е. Си иде ноќи, ради реда со петарде, пао и ништо намегда. Соседи ни направи веќе мечкеве. Си шетаат честно и поштено. Сега да ни дадат барем паре да им закорлиме по нотеле да ранеме. Според кажувањата на жителите и според тоа што самите го видовме, до сега се имплементираат неколку мерки. Повеќе се внимава на ѓубрето и се оградуваат контењерите, иако е рано да се каже дали е тоа на посакуваното ниво. Организирани се и хајки кои треба да ги исплашат мечките. Сепак, ниту општината Маврово и Ростуше, ниту Националниот парк Маврово не се одзива на поканите да образложат до каде се со мерките и имали потешкоти. Затоа пак, владата донесе нови задолженија пред само 2 дена. Можеби клучно од неколку институции се бара за 3 месеци да достават предлог со локации за преселба на кафеавата мечка. За исто толку време треба да се направат тимови кои ќе ги преселуваат мечките, што потврдува дека такви нема во моментов. Координацијата и надзорот, почнувајќи од вторник, му се доверени на директорот на Центарот за управување со кризи, Стојан Чангелов. Дали Центарот за управување со кризи е задоволен од ангажманот на сите засегнати во изминативе 2 недели со ова? Немам информации, се до вчерашната одлука на влада немавме легитимитет да ги следиме активностите. Дали ЦУК смета дека мерките првично дават некаков си резултат? Некоја анализа дали сте направиле после овие 3-4 мерки? Ова прашање ќе го упатите на жителите од Жировница. За досегашните мерки и нивното спроведување, Ангелов не упати став да бараме во институциите кои беа задолжени да ги спроведат. Но за се што ќе се прави во иднина, ќе се погрижи да се спроведе. Се работи за сет од мерки, секој од нив единечно нема да ги даде посакуваните резултати, а сите заедно ќе дадат резултати, со тоа што ќе повторам носители на мерките се Министерството за екологија, како и Министерството за земјоделство. Ние ќе вршиме контрола на спроведувањето на мерките, бидејќи и најдобриот план на хартија, ако не се спроведува во реалноста, нема да даде никакви резултати.
Мечките се трајно забранети за лов во земјава. Иако стана популарни поради се почестите излети во Жировница, се појавуваат и на други места, и тоа не е само на територијата на Националниот парк Маврово. Ова недела возач на автомобил усмрти мечка на патот Тетово Јажинце. Тоа беше втора таква сообраќајка годинава. Во првата имаше и двајца повредени патници. Опожарениот мост Беласица во Скопје никогаш не беше саниран, па макар и козметички, а по него, иако редуцирано, слободно поминуваат автомобили и пешаци. Под него допрва ќе се местат нови цевки, низ кои потоа треба да тече топла вода за парно. Колку сето ова е безбедно? Дали единствениот извештај за состојбата на мостот по пожарот, изготвен од приватниот институт за сизмички отпорни градби и климатски промени, го дозволува ваквиот развој? Михаил Милошевски. Пред 5 месеци голем пожар направи оштетување на мостот Беласица, една од главните сообраќајни, но и топловодни артерии кои ги спојуваат двата брега на Скопје преку Вардар. Надлежните најмија приватна фирма која направи проценка на штетата и најавија санација. На крај, без да се удри ниту шајка, на почетокот на септември, мостот беше пуштен во употреба за лесни возила во крајните две ленти. Денес мостот, за чија стабилност јавноста има оскудни информации, е во иста состојба. Од озгора сообраќајот се одвива по една лента во двете насоки, но поради гужвата, мостот често е оптоварен со возила. Дел од возачите имаат доза скепса, па и доза на страв за одлуката да се пушти сообраќајот без да се санира мостот. Така кажуваат стручњаците дека не е во ред како што треба, како што беше пред пожарот. Не дека ми е страф, ама имало проблем, така да не мислам дека би се решил само така, пошто ние не видовме дека се работи на проблемот. Така да мислам дека не е безбедно. Врвиме, ама не мислам дека не е безбедно. Други пак немаат проблем што минуваат по мостот. Секој ден поминуваме тука, нема никакви потреци, нема ништо. Али пак стручаците оставам на нив да одлучат. Па ја да ти кажам, прв пат поминував, не осетив ништо. Би требало стручњаците, експертите да кажат дека е безбедно и да може слободно да се поминува. Немам страф јас. Да. Извештајот за состојбата во која се наоѓа мостот Беласица е готов уште од крајот на јуни. По барање на град Скопје кој е надлежен за мостот, го изработи приватниот институт за сеизмички отпорни градби и климатски промени. Додека се правеше извештајот, директорот на фирмата, професорот во пензија Михаил Гаревски, јавно сподели првична оценка дека оштетувањата се мали и дека ќе биде доволна само мала санација. Но во исто време тврдеше дека извештајот не може целосно да ги даде одговорите за состојбата на мостот, се додека не се отстранат опожарените цевки под него. Значи, пуштањето на мостот и крајната визуелна инспекција на централниот дел може само да се направи кога ќе стане достапен тој централен дел, а и санацијата не може да се направи ако не се тргнат цевки. Гаревски го достави целосниот извештај до градот Скопје само 2 недели по оваа изјава, иако цевките не беа отстранети. Документот не беше објавен во јавноста, а сега повторно го побаравме Гаревски за да го прашаме дали се согласува со делумното пуштање на мостот со оглед дека не е направена никаква санација. Не прифати да говори јавно со образложение дека изјави за мостот треба да даваат официјални лица од град Скопје. Пред да се обрати до фирмата на Гаревски, град Скопје покажа интерес анализата да ја прави градежниот факултет во Скопје. Тие имаа многу попредпазлив став. Пуштањето во сообраќај на една половина лента го зголемува ризикот. Дали е некој подготвен да потпише дека мостот е безбеден, да по него се одвива сообраќај, без при тоа прецизно да се утврди она што мора да се утврди во овој случај, тоа е веќе работа на личен став и однос кон струката, однос кон знаењето, па и некаков етички, односно морален однос кон граѓаните. Сега и деканот на градежниот факултет не сака да говори на темата. Вели, се што имал да каже, кажал.
Се обративме и до кабинетот на градоначалничката на Скопје Данела Арсовска, која неколку пати кажа дека мостот е безбеден и дека е потребна санација само од козметички карактер. Не добивме одговор на поставените прашања. Од оздола, мостот Беласица служи како клучна артерија за транспорт на топла вода од електраната Тето за потребите на скопското парно. Тето работи на газ и произведува и струја, па произведената топла вода е поевтина од онаа во топланите. Пожарот сериозно ги оштети топловодните цевки под мостот, а тие беа отстранети дури на почетокот на месецов. Постапката доцнеше бидејќи надлежната за парното, СМ снабдување со топлина, не можеше да се разбере со надлежниот за мостот, градот Скопје, кој од кого треба да бара дозвола за замена на топловодот. Од СМ вела дека поставувањето на новите цевки е комплексна активност и бара сериозна посветеност и работа, и дека ќе се вложат максимални напори за санацијата да заврши во најкус можен рок. А додека траат активностите за поставувањето на новите цевки, ќе се користи алтернативниот вод на железничкиот мост, кој има капацитет да врши испорака на топлинска енергија. Фактот што цевките се уште не се поставени, а и дека тоа е комплексна активност, според најавите од СМ, го отвори прашањето дали доцнењето ќе удри врз джебот на граѓаните кои се греат на парно, дали е тоа причината што се уште не е објавена новата цена за парното. Првиот човек на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски уверува дека кога ќе се направат калкулациите за цените, ќе се смета дека цевките работат, дури и тоа да не биде случај. Значи, ние негде во калкулациите, они го направиле, не го направиле, ние ќе сметаме во нашите калкулации дека 60 до 70% се добива топлина од Тето по цена која што е далеку пониска од цената на топланите и на тој начин граѓаните нема да бидат оштетени. Значи, они нека си рачунаат како сакаат, нашите пресметки ќе бидат такви. Ако даваат повеќе топлина од топланите, тоа ќе се оди на нивна штета. Бислимовски вели дека ако ги зголемат цените, можно е граѓаните да почнат да се исклучуваат од мрежата. Тоа пак дополнително ќе направи проблем во системот за топлинска и електрична енергија. Имаме проблеми па со исклучување, од една страна, од друга страна тие граѓани што би се исклучиле би користеле електрична енергија. Деловите на Скопје каде што има организиран систем за топлинска енергија за парно, во делот на електричната енергија трафостаниците се со капацитет дека ќе нема грејење. Дополнително вели тој, топлина преку железничкиот мост може да се спроведува, но овој цевковод е стар и со далеку помал капацитет од оној кај Беласица, што не е решение за долг рок, бидејќи на овој начин се добива помалку топлинска енергија од Тето. Пред 5 месеци голем пожар направи оштетување на мостот Беласица, една од главните сообраќајни, но и топловодни артерии кои ги спојуваат двата брега на Скопје преку Вардар. Ниту се ставени нови цевки, ниту некој кажува дали тоа дополнително ќе го оптовари мостот, ниту кои се точно препораките во извештајот. Останува да се верува на зборот на градоначалничката Данела Арсовска, дека мостот е во добра состојба и дека единствената потребна санација ќе ја направи СМ. Предуслов, значи, за да може да се постават тие топловодни цевоводи е истото место каде што треба да се постава да биде санирано. Значи, невозможно да имате безбедно поставување доколку она кое што било поставено не е санирано. Тоа е, повторувам уште еднашка, само козметичка корекција која што мора да се направи. Не влија ниту на безбедноста, ниту на сигурноста на инсталацијата која што таму имаме, ниту на самиот мост. Вештачењето го имаме и очекуваме, како што ме информира од СМ, дека истото започнува и дека тие навремено ќе ги завршат своите обврски што се однесува и до истото санација и до поставувањето на топловодната мрежа за да се отпочне на време за грејната сезона, имајќи ги предвид температурите кои што ги имаме надвор. Стигнавме до редовната рубрика во секоја наша емисија – Саботажа. Сречко Поповски автор. Најголемата инспирација градоначалникот над градоначалниците повторно ја диктира содржината. Мотивиран од успехот на манифестацијата Тиквешки Гроздовер, открива колку е тешко да се организираат артистите кои ќе настапат.
што критериуми ќе поставиш за 10.000 евра. Да биде тендер за да пее некој уминич. И како ќе напишеш? Тендер да пее Лепа Брена. Или еквивалентно на неа. За ништо да не се препушти на случајност, мора да се направи добра анализа на пазарот. Врз тие објективни критериуми се провлекува и некој субјективен, базиран на личната симпатија. Ги видиме цените како настапуваат другите уметници и истите наши уметници, проверите ги издржавате по кои цени настапуваат. Мене ми е проверено. Најскапите уметник ли беше нас Цеца. Извинете, Лепа Брена. Мене Цеца ми умот. Сепак транспарентноста и отвореноста го красат изборот, иако тој во најголема мера се сведува на едни те исти кои ги врткаат мини сукните на македонските плоштади. Фахрета и Светлана, отприлика за иста цена, нудат слична услуга. Цеца е 30.000 евра плюс 10 или 11% персоналец, таму што си го рачуна. Тај е цента на жената. Лепа Брена е исто колку Цеца. Исто. Си вреде, не си вреде, тоа е брат, ако ти одговара. Штом постојано се ангажирани, изгледа дека и одговараат и вредат, ама знаат да бидат и херовити па и да предизвикуваат револт кај публиката. Не сакеки да интимизираат, иако некој баш и немале мерак да изградат близина. Еве, пример, галама кренаа сите, никој не се слика со Лепа Брена. Не чеш жената се слика, бе. Не чеш. И со мене не се слика. Ја не ни сакам до душа. Кадросан или не со Кејф или без него, кавадаречкиот кмет вели дека постои политичка причина зошто се фаворизираат токму артисти од северот, а не на пример од некоја подалечна музичка дестинација. Јас за Зоберот се водев по една воделка од Open Balkan. И како изгласате ви Open Balkan, ја викам воја отворен Балкан се вика изгледа. И се што е на Балкан може да иде тука слободно со лична карта. И за тоа пеат човеци тука. Ја не земав пеач надвор од Open Balkan. Но во истиот тој регион се и представниците на домашната естрада. Само впечаток е дека се запоставени бидејќи им се сепак оставени преработките на патриотските песни, а жанровите не бива да се мешаат. И не може да земеме сани од Србија пеаш да пее Јана Мори Јанинки или Сокол вода пие, како беше речено. Тие се песни, баба ги пееше, прабаба ги пееше и ние ги пееме. И на крајот, за тоа кога се тоа се очекува да заврши. Кога ќе влеземе во Европа, не ќе може вако. За среќа, Европа е се уште далечна. Бидејќи не сакаме да свириме по нивните ноти, слободно може да уживаме во турбофолкот. Како во музиката, така и во политиката. Гледавте 360 степени. Сето ова е достапно на веб страницата 360stepeni.mk и на нашите профили на социјалните мрежи. Посетете ги. Јас ви закажувам нова средба по една недела од денеска, следниот четврток во 20:15. В понеделник 360 паузира поради државниот празник. Пријатна вечер.